Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Сопругата на номинираниот републиканец за председател бара државата да му даде шанса на Мит Ромни да ги однесе Соединетите Американски држави на подобро место. Таа зборуваше вчера, додека ураганот Исак го држи фокусот на регионот. Почнуваме со вестите. Ен Ромни го искористи својот говор на Републиканската национална конвенција во вторникот навечер за промоција на постигнувањата на незиниот сопруг како бизнисмен, гувернер на Масачусетс и лидер во Мормонската црква. Не можам да ви кажам што ќе се случи во наредниве 4 години. Единствено можам да стојам овде вечерва како сопруга, мајка и баба, како американка и да го ветам ова. Овој човек нема да потфрли, рече Ен Ромни. И додека сценариото се развиваше во Тампа, председателот Обама не отиде на одмор, како што обично прават председателите. Имаше полни раце работа со ураганот и со својата кампања. Останувајќи на политиката и настаните од конвенцијата, сега ве фокусираме на платформата што републиканците ја усвоја на собирот. Овој документ, сега официјален за партијата, забранува абортус и истополови бракови и го отфрла федералното трошење како начин да се помогне на националната економија и да создаде нови работни места. Републиканците исто така ветуваат дека ќе ја укинат здравствената заштита за сите што ја донесе Обама. Ураганот Исак е паралелна тема во вестите. Тоа е невреме од категорија 1, што е големо по размер и бавно се движи, што метеоролозите го преведуваат како опасност од голема количина дожд во Мексиканскиот залив и целиот регион. Сите го задржуваат здивот, додека властите во областа Плакаминс во Њу Орлеанс јавуваат за значителна поплава, откако водата се прелеала над тамошниот насип. Според Американскиот национален центар за урагани, центарот на невремето ќе остане над сојузната држава Луизијана во текот на целиот денешен ден. Метеоролозите наведуваат дека ветриштата на Исак се со брзина од речиси 130 км на час. Крајбрежните области се во опасност од поплави. Исак доаѓа во Њу Орлеанс точно на 7-годишнината од ураганот Катрина, кој однесе 1800 човечки жртви и предизвика огромна материјална штета. Републиканската партија сега има официјално номиниран кандидат кој ќе го предизвика демократскиот председател Барак Обама во ноември. Преглед на настаните од првиот цел ден на конвенцијата во Тампа следи во продолжение. Illinois cast 69 votes unanimously for Mitt Romney to be the president of the United States. Во ритуално гласање во вторникот, републиканските делегати од 50 сојузни држави и неколку територии официјално го направија поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни нивни кандидат за председател во ноември. Номинацијата беше очекувана. Единствената драма во денот се случи на претходно гласање, што ќе направи да е тешко за кандидатот, што не е од главните текови, да бара номинација во следните години. Ова негодување дојде од поддржувачите на поранешниот председателски кандидат Рон Пол, чии силни слободоумни ставови беа извор на поделби. Но во најголем дел делегатите беа славенечки расположени, додека ураганот Исак, зафаќајќи го и Њу Орлеанс, доминираше во насловите, одвлекувајќи го вниманието од конвенцијата. Катрина го опустоши Њу Орлеанс пред 7 години и председателот Обама сега прави се да избегне грешката на неговиот претходник. Назад на конвенцијата во Тампа, Њу Орлеанс не беше далеко од мислите на говорниците. Еден од главните говорници беше Крис Кристи, големо име и гувернер на Њу Џерси. Време е да се заврши ерата на недостиг на лидерство од овалната канцеларија и да испратиме вистински лидери во Белата куќа. На Америка и требаат Мит Ромни и Пол Рајан, и нам ни требаат сега. Додека републиканците се собираат околу Ромни и Рајан, демонстранти се собираат во близина на Центарот за конвенции, протестирајќи против економската и имиграциона политика на републиканскиот тим. Ромни има малку повеќе од 2 месеца да ја убеди Америка и особено се уште неопределените гласачи дека тој е човекот за Белата куќа, зашто анкетите засега покажуваат дека за ниеден од кандидатите таа не е загарантирана адреса за ноември. Се
поголем број американци одгледуваат храна, прават облека или на кратко прифаќаат животен стил својствен за генерацијата на нивните баби и дедовци. Се уште нема статистика за ова, но некои експерти тврдат дека движењето направи сам добива моментум меѓу оние под 40 години возраст. Шарон Клајн и незината ќерка Алис ги собираат последните плодови на летната берба од семејната зеленчукова градина. Додека незиниот сопруг, Джеф Деланој, ја подготвува почвата за есенските култури. Филозофијата на животот нова семејство од Балтимор е да се биде поблиску до природата. Сакаме да одгледуваме храна, зашто така знаеме што јадеме. Но Клајн прави облека. Не само за незините ќерки, туку и продава облека за деца преку интернет и на панаѓури. Работејќи од дома има повеќе време да биде со ќерките. Денеска тие прават лосион за тело. Многу работиме, но се исплатува зашто минуваме време заедно. Се надевам дека децата ќе се сеќаваат на ова кога ќе пораснат. Клајн не е единствената што се посветила на домашен живот како старите генерации. Емили Мечер пишува книга за движењето што таа го вика ново домакинство. Многу време денес се минува пред компјутери, има нешто многу привлечно кога со свој раце правите нешто што изгледа старомодно или што ве поврзува со претходните генерации. Социологот Бетси Грир вели дека токму таа врска е клучот на движењето. Се поврзуваме со самите себе, зашто имаме време за размислување и во исто се поврзуваме и со другите. Постои генерално чувство меѓу американците дека во денешното брзо темпо на живот, луѓето се чувствуваат до некаде изгубено. Новото движење тоа го ублажува. Кога на пченката не ја оди добро, на никого не му оди добро. Така изгледа по оваа тешка суша во Соединетите Американски држави, кога страдаат фармерите, но и сите ние. Утре ќе ви кажеме како. Утре во Newsflash. Депресија на полињата, депресија на семејниот буџет. И тоа е се за денеска. Следете на и на интернет, каде ќе најдете емисијава и многу повеќе, а може да се дружиме и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер и до гледање до утре.